Во организација на библиотеката Ванчо Прке вчера во Виница се одбележа 21 февруари, денот на мајчиниот јазик. На средбата виничани се запознаа со творештвото на авторката Љубинка Донева и уживаа во прекрасните стихови поезија. Многу употреба на туѓа терминологија, многу осиромашување на македонскиот јазик, многу влијание од англискиот. Ние се лутиме, многу сме сите родолюбци или странски кажано патриоти. Патриотизмот, поточно родолюбието, се пројавува најмногу преку јазикот. Мојот професор Блаже Конески, што сите погрешно го цитираат, ни велеше јазикот е нашата најширока татковина. Не единствена, туку најширока. Јас сакам да додадам дека многу ми е чест што ме представувавте токму на денот на македонскиот јазик, на денот на јазикот воопшто, светскиот ден на мајчиниот јазик, и што имав чест првата песна што ми е во првата книга да му ја посветам токму на мајчиниот јазик, затоа што мајчиниот јазик е тој што не дефинира и сечиј јазик е рефлекс, одраз на менталната структура на еден народ. Според македонскиот јазик, таа структура покажува дека македонскиот народ е еден многу богат народ. Постоењето на префикси, суфикси, усложнувањето на префиксите дава огромна можност за збогатување на јазикот. За жал, ние го сиромашуваме. Ако незиното име доаѓа од љубовта, ако во неа се крие секој неоткриен збор кој никој друг немал сила да го каже, да го искаже, ако таа е она која непремолчено, гордо и без размислување зборува за она кој никој друг не се дрзнал да проговори, користејќи ја силата на зборот на се уште најсилното оружје кое го изумило човештвото, создавајќи песни кои пред нас откриваат еден поинаков, различен светоглед на се она што гледаме, а не го забележуваме. Таа едноставно длабоко продира во душата на секој од нас кој избирал да е обдарен со душа. Со овие зборови професорката Тања Накиева Давидковска го дефинираше ликот и творештвото на Љубинка Донева. Поетската средба во библиотеката во Виница беше ретка можност присутните да се запознаат со творештвото на Донева, но и да уживаат во прекрасните стихови поезија. Таа во својот долгогодишен творечки опус, кој продолжува и по пензионирањето, има повеќе збирки поезија: Длабока соба, Мојата азбука, Детали во светоста, како и поезија за деца. Автор е на книгата Раскази за деца Царка ветерка. Дел од незината поезија е препејана и на други јазици. Поетската средба по повод денот на мајчиниот јазик беше во организација на библиотеката Ванчо Прке.